Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Либерално-демократската партија, Горан Милевски. Господине Милевски, на чело на партијата дојдовте пред околу една година. Изборите се одложија за 5 јуни, а ВМРО-ДПМН тврди дека веќе се исполнети условите за фери демократски избори. Како го коментирате тоа? Точно е дека сум избран во еден бурен период за претседател на партијата и мислам дека партијата во овој период добро се носеше со сите предизвици кои што ги налагаше политичката сцена. Во однос на прашањето за одлагањето на изборите, ние уште бевме првата партија уште на почетокот на ноември минатата година кога предупреди дека доколку продолжи ова однесување на ВМРО-ДПМН со блокирање на Пржинскиот договор, избори на 24 април нема да има. Бевме силно критикувани од каде ни се тие таквите прогнози, меѓутоа на крајот излезе дека сме биле во право. Сега дадовме проценка дека 5 јуни е доволно, сосема доволен термин, доколку ВМРО-ДПМН не ги попречува повторно преговорите, односно имплементацијата на договорот од Пржино, на кој што и тие се подписници, ќе биде сосема доволен период на 5 јуни да се одржат едни легитимни и легални избори, на кои што очекувам опозицијата, здружена, обединета, да извојува една победа. Рековте дека ВМРО-ДПМН го кочело спроведувањето на договорот од Пржино. Тогаш како очекувате да бидат исполнети условите за изборите на 5 јуни? Па сметам дека избирачкиот список Државната изборна комисија веќе започна со прочистување и за брзо време тој ќе биде прочистен. Единствена пречка ќе останат медиумите, кои што очигледно ВМРО-ДПМН не сака да ги тргни рацете од тие медиуми и одделувањето на партијата од државата, кој што е еден подолгорочен процес и е тоа во интерес не само за овие политички конотации, туку долгорочно Република Македонија треба да гради еден систем каде што политичките партии генерално, независно кој е на власт, ќе се тргнат од сите институции, образование, здравство, особено судство и така натаму. Специјалното јавно обвинителство излезе со првиот случај во јавноста наречен Титаник, во кој меѓу другото се осомничени и први луѓе на власта. Колку очекувате овој случај и некои наредни случаи кои ќе бидат отворени да променат нешто кај гласачите? Во ред, ние исто така како прва сме партија која што предупреди дека ова судство не може да ги реализира предметите, односно да ги работи предметите кои што излегуваат од специјалното јавно обвинителство и затоа побаравме формирање на специјален суд. Бевме демантирани дека тоа не можело согласно уставот, меѓутоа уставот не забранува во кривичниот суд да се формира едно посебно деление кое што ќе биде во лик на специјален суд, кој што ќе ги работи предметите кои што ги продуцира Катица Јанева. На тој начин ќе се овозможи побрзо, поефикасно и транспарентно, неутрално да се прочистат тие предмети. Сметам дека Катица Јанева треба да си ја заврши работата, независно дали ова ќе биде еден процес кој што дел предмети ќе излезат пред изборите, меѓутоа има толку таму инкриминирачки работи кои што се разбира ќе треба детално и сериозно да се истражат и се разбира низ едно објективно судство да се донесат пресуди, да се казнат сите оние кои што правеле и изборни измами и криминал и корупција се разбира во Република Македонија треба да се искорени затоа што нашата иднина е во Европската унија каде што не може да се толерира една банда на криминалци да ги спречат евроатлантските процеси и перманентно да иселуваат Македонија, особено младите надвор од државата. Овие процеси мора да запрат и затоа што побрзо изборите се решат, толку побрзо Македонија ќе се ослободи од врхушката која што сега ја води државата, за жал во погрешен правец. Споменавте формирање на специјален суд. Кој би го избрал тој суд? Па како што се избра Државната изборна комисија, како што се избра специјалното јавно обвинителство, има доволно судии, честни, објективни во ова наше судство, кои што можат да ги превземат предметите кои што ги работи
Катица Јанева и да донесат одлука која што нема да биде под притисок на тие сваровски суди, односно на врските на ВМРО ДПМН кои грижливо ги градеше во судството овие изминати 10 години. Значи, ако имаме независно обвинителство, мора да има независен суд. Бомбите тоа го потврдија на кој начин се бираат суди, како дури и новинари и уредници на медиуми влијаат врз одлуките на судовите за казнување на граѓаните со казни за навреди и клевети, така да не може граѓаните да имаат една доверба во таквото судство, особено тоа се потврди деновиве кога и Уставниот суд дури влезе во канџите, бил во канџите на ВМРО ДПМН и носи партиски одлуки, а не уставни. Како ја коментирате одлуката на судот да не им одреди притвор на осомничените во случајот Титаник? Истата таа министерка изминативе 10 години приведуваше, да речам, се живо и диво во државата и тогаш кажуваше дека тоа е согласно уставот и законот. Сега кога дојде на ред таа да биде приведена, таа бара да биде ослободена и да се брани од слобода. Заборава ли дека во аферата А1, која што ја монтираја, таму приведува и трудни жени, и мајки на деца. Тогаш немаше жал и немаше милост кон тие кои што беа во притвор, кои што децата ги оставија сами и дома. А сега бара од позиција кога таа е онаа која што е обвинета, бара да се почитува презумпција на невиност, бара да се почитува нејзиното право на слобода, да се брани од слобода. Мислам двојни аршини кои што граѓаните ги гледаат и колку повеќе тие се однесуваат на ваков начин, толку гневот кај граѓаните се зголемува кон оваа власт и тие само тонат во живата песо која што самите си ја создадоа и сметам дека овие одлуки кои што во последно време се носат многу негативно ќе влијаат врз нивниот рейтинг и велам дека тоа е шансата опозицијата на наредните избори да е казни граѓани да е казната оваа власт и да му дадат шанса на опозицијата. Тогаш доколку судството е во рацете на власта, каква разврска очекувате за случаите кои ќе ги покрене специјалното јавно обвинителство? Овие процеси судски нема да завршат пред изборите. Така да, после 5 јуни, мора судството да се исчисти од сите тие партиски суди кои што натре судат по словото на партијата, не по словото на законот. Во тој процес се разбира ќе оди паралелно со обвинувањата и овие предмети, јас сум убеден дека ќе ги превземат судии кои што ќе судат објективно, никој не вели да судат пристрасно, туку да судат објективно, очигледно, што ми Уставниот суд влегол се вмеша во оваа работа, очигледно тоа е доказ и потврда дека всушност обвинувањата за лажење и манипулирањето на изборите биле вистинити. Значи, Катица Јанева не е под никакво влијание на партија, туку таа си работи согласно доказите кои што му се на располагање. И со самото тоа, Уставниот суд и ВМРО ДПМН потврдува дека таму има материјал за кој што некој треба да одговара и в затвор, и затоа сакаат да ги аболицираат, односно да ги амнестираат и пред донесувањето на судските одлуки, што народот е крајно револтиран заради тоа и сметам дека како што деновиве почнат да излегуваат на улици и да протестираат, тоа помасовно ќе се шири, затоа што не може никој да избега од правдата во Република Македонија. Кој што манипулирал избори, мора да си одговара за тоа. Не може да биде амнестиран, бидејќи праќаме порака дека утре некоја нова власт може да си лажира избори и потоа самостојно да си се амнестира. Вие реагиравте за одлуката на Уставниот суд да поведе постапка за уставноста на законот за помилување. Може ли амнестијата да биде излез од кризата? Амнестија за некој што лажел избори. Тие уставни судии треба да го штитат уставниот поредок на Република Македонија. Тие основните постулати на државата ги ништат. Тоа се фер и демократски избори, односно избор на влада која што ќе биде согласно волјата на граѓаните. Не е возможно некој да амнестира луѓе кои што иделе на криминален, на непоштен начин на власт. Тоа мора да биде осудено и таквите лица мора да одговараат за тоа. Никола Груевски се во паника затоа што најблиските соработници очигледно се обвинети и тој гледа начин како да ги спаси, затоа што тие луѓе може би утре да проговорат и да кажат кој е нарачателот на сите тие лажирања. И второ, со таа аболиција
сакаат да испратат порака за наредните избори луѓето да ги охрабрат повторно да манипулираат, односно таа групација која што го правила тоа, повторно да влези и да прави манипулации, затоа што луѓето се сега уплашени, ако одговараат министрите за манипулација, тогаш никој нема да се дрзни повторно доди да краде избори. Со аболицијата всушност тие сакаат и наредните избори да ги украдат, тоа нема да му го дозволиме и очигледно дека Никола Груевски на фер избори не може да победи во Република Македонија, затоа сака да остане оваа состојба во која што тој повторно ќе може на недемократски и нечестен начин да ја добие власта. Тоа нема да му го дозволиме и затоа побрзо да се ги решат проблемите за да можеме да одиме на 5 јуни на избори. Ако тој се надева дека повторно ќе купува време, се лажи, бидејќи опозицијата има цврст став на следни избори ќе оди само ако се фер и демократски. Ние нема да прифатиме да одиме на избори кои што се крстат како кланица се наречени, односно да влеземе повторно во шемата на Никола Груевски за лажење на изборите. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа.